Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think, with friends like that, who needs enemies? But frankly speaking, Europe should be grateful by President Trump, because thanks to him, we have got rid of all illusions. По ова изјава на председателот на Европскиот совет Доналд Туск вчера следуваше одговор од председателот Трамп. Тој на состанокот во Вашингтон со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг наведе дека можат да го нарекуваат со секакви имиња, но оти Унијата ужасно се однесувала во трговските односи со Соединетите држави. Според него, Соединетите држави само лани загубиле над 150 милијарди долари во размената со Унијата. It's very hard for us to sell our cars into the European Union, but the European Union, in this case Germany, has its Mercedes and its BMWs and its cars pouring into the United States with no barriers. Евролидерите во Софија на маргините на самитот Европска Унија Западен Балкан пак побара од Вашингтон Унијата да биде ослободена од царините за челик и алуминиум, додавајќи дека се подготвени на преговори за нови трговски олеснувања. Трамп во март објави дека наметнува царини од 25% за увоз на челик и 10% за алуминиум за да ја заштити американската индустрија. Меѓутоа, тој привремено ја иззема ова одлука за 28 членки на Унијата до 28 јуни. Брисел како контрамерка исто така најави дополнителни давачки за американските производи. EU is even ready to talk about trade liberalization with our American friends, but only if the US decides an unlimited exemption from steel and aluminum tariffs. Сепак тоа, како што Доналд Туск беше надополнет од председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, нема да биде во услови на закани. Let me repeat, we will not negotiate with the sword of Damocles hanging over our heads. It's a matter of dignity and it's a matter of efficiency.